Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во политичкиот магазин Трета порта. И оваа недела ние го анализиравме интернет просторот, за вас гледавме што се случува, читавме, бележевме и тука на едно место сега ќе ви ги презентираме најинтересните случувања на интернетот и социјалните мрежи. Македонските корисници најмногу беа преокупирани со протестите кои се случија изминатата недела, со протестите кои се против законот за дополнителни давачки за плаќање на хонорарите. Се уште има коментари и за студентските протести кои се во тек, значи има најава и за нови протести, а имаше и колумни на други теми. Емисијата ја почнуваме со денешната годишница, значи денес е 24 декември, датум кој некои го нарекуваат црниот понеделник, значи се што е поврзано со случувањата во Македонското собрание, и тука имаме некои реакции околу ова. Почнуваме со Жарко Трајановски, граѓански активист, кој пишува: на 24.12.2012 на Република Македонија се случи државен удар. Полициски упад во собранието, насилно истерување на јавноста, новинарите во галеријата и дел од народните представници, гласање за буџет без расправа. Извршителите на државниот удар ја обвини опозицијата за обид за државен удар. Рушителите на уставниот поредок обвинуваа за рушење на уставен поредок. По 24.12.2012 Република Македонија не е парламентарна демократија, туку полициска држава. Демократизацијата на Република Македонија ќе започне кога злосторничкото здружение што го организираше полицискиот упад во собранието на 24.12.2012 ќе се најде зад решетки. Тоа го пишува Жарко Трајановски и ќе видиме дел од коментарите. Еве еден Facebook корисник под неговиот пост го пишува следното: овој датум историски ќе биде врежан во меморијата на македонскиот народ, да не се заборави, да не се повтори црниот понеделник. Значи, како што се нарекува од дел од јавноста, за некој тоа не е црн понеделник. Продолжуваме со Facebook статус на Катерина Цаневска, која тогаш беше новинар, известувач во собранието, денес е вработена во општината Центар. Катерина Цаневска става фотографии од тие настани. И го пишува следното: ден понеделник, ден кога власта ја уби демократијата, модриците и подливите поминаа, мина и болката. Но срамот и бесот за црниот понеделник не. За секогаш останува горчливото чувство дека тој ден се газеше по сите. Се газеше безмилосно за да може некој смислено да аздисува. Посегнаа по новинарите, посегнаа по пратениците, посегнаа по народот, безмилосно замолчуваа се што мисли поинаку од нив. Зарем смееме и можеме да молчиме? Зарем имаме право на страф? Зарем ќе дозволиме она што на народот му го покажаа пратеникот Амди Бајрам и оној вработен демонстрант од власта за се и се што да е реалност? Тоа е постот на Катерина Цановска, тука се еве и фотографии од тие настани тогаш. Толку за црниот понеделник. Сега продолжуваме со реакции за протестите, значи за оние протести кои се против дополнителните давачки за плаќање на хонорарците. Како што е познато во јавноста, владата подготвува закон, веќе изгласан, значи според кој сите вработени кои се хонорарно вработени ќе мора да плаќаат давачки за пензиско и здравствено осигурување, а тоа се однесува и на оние кои се веќе вработени во редовен однос, значи за сите. Па од законот се изземени само одредени категории пензионери, а настана забона и околу тоа дали од законот се одземени политичарите и пратениците или не. Дел од новинарите вела дека првен законот бил така смислен, но по реакциите во јавноста дека ресорното Министерство за труд и социјална политика се повлекло од овие измени. Сега ние почнуваме со реакции за протестите. Новинарката Мери Јордановска пишува на својот профил за тоа што по секои протести дел од медиумите излегуваат со анализи дека тие се организирани од опозицијата и од Сорос. Еве го профилот на Мери Јордановска.
и таа во својот пост го повикува Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Еј, ама досадни се веќе. Дај би Илија Димовски внеси малку иновации во текстовите. Главна обсесија е колку луѓе биле и дали биле новинари. Демек, новинарите немаат право да протестираат. Како да наречам демократска една власт која поценува секоја категорија граѓани што излегува на протест, а оние што не ви се заокружени, зошто не сте им нашле или измислеле врска со Сорос? Ги гледате ли нив? Тоа е постот на Јордановска и тука има коментари. Еве, еден Facebook корисник прашува: зошто никој не прашува како службени снимки и видеа од камерите на крстосниците, како по обичај, завршуваат кај курирци? И Јордановска одговара: зашто сите знаеме како, тоа е една иста редакција. Тоа се коментари под постот на Мери Јордановска. А Бранко Геровски, главен одговорен уредник на Слободен печат и Плюс Инфо, исто така зборува за оваа појава, за тоа дека дел од медиумите после сите протести го ја оспоруваат бројка на излезени демонстранти, па вела дека излегле помалку. И Геровски сега пишува: бројат и сваќаат. Избројани им се деновите. Кога говорат и кога скандираат, кога велат апаши, нема да ви платиме, уште помасовно ќе се вратиме, кога зборуваат на македонски и на албански јазик и при тоа совршено се разбираат, демонстрантите ги искажуваат мислите и чувствата на народот, а вистината полека победува, онака како што само таа умее, уверливо, без гласање, како акт на едно ненадејно разбирање и неочекувана блискост меѓу сите нас. Промени се ближат, драги пријатели, како што неодамна ми рече еден наш познат бизнисмен, инаку песимист по природа: мири се на промени. Со бомби или без бомби, кога ќе се случи тоа, не знам. Како, и тоа не знам. И не е важно. Ќе изчекаме и ќе дочекаме. Нема да трае предолго. Сега, кога се гледа крајот, макар како и нејасна силуета на брод на хоризонт, што ита кон бродоломците, да бидеме трпеливи и спокојни и да ги оставиме да се нервираат. Ние да уживаме малку, од протест на протест, од журка на журка, како е кај нас, кој е како нас. Тоа е колумната на Геровски, бројат и сваќаат, изброени им се деновите. А ако Геровски е редовен критичар на власта, Цветан Челиманов е еден од оние новинари кои може да се каже дека без исклучок ги поддржуваат политиките на власта во своите коментари, па сега Челиманов пишува за тоа, за реакции за протестите за законот за зголемени давачки за хонорарите, и при тоа на тие протести еден од оние кои говореа, тоа е Петрица Рачини, граѓански активист, кажа дека владата мора да си оди, инаку ќе биде урната. Сега Челиманов го повикува Петрица Рачини да каже дали тоа е говор на омраза и го споредува со претходните обвинувања за говор на омраза кон одредени јавни личности во Македонија. Постот на Челиманов вели: Амон мра, инаку тоа е Петрица Рачини на Facebook: паднете мирно или ќе ве рушиме. Ова не е говор на омраза, повик на насилство. Сега Петрица Рачини тука не одговара, а има коментари од водителот Јанко Илковски. Еве Челиманов вели: чекај само Хелсиншки кога ќе го види ова. А Илковски пишува кукуноне. Значи леле мајко, тоа е напишано на албански и веројатно се алудира на тоа дека Петрица Рачини е албанец. За протестите за зголемени давачки за хонорарите имаше доста реакции и од уметниците, а најмногу од актерите. Како што е познато во јавноста, актерите ќе бидат едни кои се најмногу погодени од оваа мерка и сите оние кои, но не само актерите, туку и сите оние уметници кои работат и творат, а кои немаат редовен работен однос, бидејќи таква е природата на нивната работа, туку своите
своите работни надобестоци ги добиваат по пат на хонорари. Тука имаше доста реакции од уметници, актери, а ќе видиме и некои други. Со колумна по актерот Сашко Коцев, кој ја разбранува доста јавноста со негови 2 поста на Facebook, се јави и актерот Владо Јовановски. Тој пишува иронично: на власта може да и се фатиме. Биди пратеник, не плаќај данок. Биди пратеник, заштити се себе си. Биди врвен пратеник. Начукај им го на другите да плаќаат арач, лут, без жал. Секоја власт е исто така подложна на расипување, како и претходната, и малку повеќе. Или не, секој човек е исто толку вреден како и другиот и малку повеќе. Така беше, ама се измеша. Ако после 2001 година се укина демократијата во Македонија и се воспостави општество на племенски заедници, сега со новиот закон за даноци се воведуваат касти – врвни, поврвни и најврвни. Од друга страна, работници, аргати, глумци, амали и други. Ми текнува на она јужно-србијанско градирање на зборот богат. Богат, побогат, најбогат, не могу да го ухвате, тако е богат што могу за стојко да му се ухвате. Значи, ова го прочитав изворно како што е напишано на српски. Тоа е статусот на Владо Јовановски, а Златко Оригјански, македонскиот музичар, е често присутен на Facebook мрежата со своите ставови, па сега пишува, значи тој често пишуваше за протестите за хонорарци, но сега пишува за една друга работа која е поврзана со протести, а тоа е новиот најавен закон за работа на полицијата, кој наводно треба да овозможи да се користат и гумени куршуми при демонстрации. Сега Златко Оригјански реагира на тоа. Ќе донесат закон за употреба на гумени куршуми со нашата полиција, која ние со наши пари ја плаќаме, ќе удрите по децата наши. Дури тогаш нема добро да поминете, паметете ми го зборот. Значи морам вака пречитање да менувам некои зборови, бидејќи се вулгарно напишани. Јас не можам да ги прочитам. Па така, но мислам дека се доловува она што сака Оригјански да го каже. И сега продолжуваме со Александар Русјаков, кој исто така во јавноста беше, можам да кажам, окарактеризиран од некои дека има провладни ставови, но со последните постови Русјаков жестоко удира по некои политики на владата, жестоко ги критикува. Значи се работи и за екстерното испитување во високото образование, а сега и за давачките за хонорари. Па Русјаков го пишува следното: со арач ке се сардиса уметноста. Сепак, не ги разбирам уметниците кои се лутат што политичарите се само изземаа од законот за хонорари. Сакате да бидете во искош со алчноста и некреативноста? И тука има коментари. Еден Facebook корисник вели: не сакаме и затоа јас предлагам од законот да се отстранат уметниците од новинарите, а да се додадат политичарите. И друг пишува: јас па не ги разбирам уметниците, кои што ја поддржуваат власта за се. Уметниците се авангарда, тие се најчесто многу либерални. Сите институции како полиција, влада, политички партии им смета на креативноста. Тие се секогаш опозиција, а гледаш кај нас има уметници што си обожаваат владата. И тоа е малце чудно, нели? Тоа е Александар Русјаков и неговиот став. А поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев во однос на законот за зголемени давачки на хонорари вели дека мора да се донесе, бидејќи тоа се носи поради дупка во буџетот, поради немање веќе пари во државата, и Гошев вели дека владата ќе го донесе тој закон без разлика на сите протести и ја споредува целата состојба со 24 декември, кога се носеше буџетот. Па Гошев вели: нема да се откажат од хонорарите, па макар го повторат 24 декември.
Главните очекувања од претходната страна на буџетот се одначувањата на хонорарите и приходите од договор на дело. Од тоа очекуваат приход во оваа ставка. Штрајкот нема да ги поколеба да се откажат од тие примања. Ако треба, ќе го повтора 24 декември, кога ги тепаа пратениците, затоа што без таа бројка им отпаѓа буџетот со надувани бројки. Тоа го пишува Петар Гошев. А во својата редовна колумна Горан Михайловски, сакам да кажам во Вест, исто така пишува за овие случувања. И Михайловски, колумната е, како и секогаш, таргетира повеќе случувања, не само ова, но Михайловски пишува и за протестите. Ќе видиме еден дел. Министерот за финансии Зоран Ставревски рече дека издавањето на задолжницата наместо од нова година се одлага до април година. Тоа владата го одлучила затоа што бизнес заедницата побарала повеќе време да се доуреди начинот на нејзино издавање. Ете, не болело. Никој не се пофали дека победил, никој не се пожали дека изгубил, значи владата можела и да послуша и не морала баш секогаш да истера по свое кога за нешто вреди да се размисли уште неколку месеци. И гледам никому не му падна круна од главата. Зошто тогаш упорно се брза и за државниот испит и за хонорарците? Зошто и за нив да не се послушаат и бизнес заедницата, и студентите, и синдикатите, за да се даде уште малку време да се доуреди начинот како тоа ќе функционира? Колку до вчера, владата објавуваше дека од плаќање при донесе ќе бидат ослободени политичарите, државните функционери, спортистите. Од вчера вела дека ќе бидат ослободени само пензионерите. Кој ќе плаќа сега? Тоа е колумната на Михайловски. Сакам да кажам, редовната колумна, а сега полека се селиме на полето на државниот испит, на екстерното испитување во високото образование. Одиме со една колумна на Сашо Коколанов, поранешен главен и одговорен уредник на Дневник, која е напишана на ироничен стил за туршијата од Каца и лошата баба Даца. Коколанов пишува за замислена средба со министерот за образование Абдулаки Мадеми и со ректорот на државниот универзитет. Се разбира, рече Абдулаки, па затоа и ја добивате поддршката од Господ Бог и од нашиот и ваш патрон да станете декани, за да имате прилика да го гласате овој реформаторски предлог. Откако се согласија дека треба да се гласа за државниот испит, ректорот и деканите побараа повторно да биде исклучено светлото. Па не мора баш секој да знае како кој гласал. Се гласаше долго во нокта и кој знае уште колку реформи ќе беа усвоени, да не се симнеше баба Даца од трети кат и не ги разбрка со метла размоабетените јавни дебатери. Марш надвор, викаше баба Даца, откако го истера и последниот натрапник од незиниот подрум, мафтајќи со метла купена, најверојатно со пари од фондацијата Сорос. Тоа е тој ироничен пост на Сашо Коколанов. Кој се однесува на државниот испит или екстерното тестирање, зависи како кој го вика. Продолжуваме со професорката Мирјана Најчевска, која исто така зборува за протести, за сите протести. И таа пишува: не дозволувајте да ве збунат. Според Курир, лицата кои протестираа со земјоделците, тутунарите, средношколците, стечајците и студентите, кои денес повторно излегуваат да ги бараат своите права во функција на хонорарци, така треба и малку се. Треба да се појават сите незадоволни, оштетени, прогресивни, со пола грам мозок во главата. Кога се демонстрира за нарушување на некое право од страна на државата, прво излегуваат оние кои се засегнати, меѓутоа никогаш не излегуваат сами, затоа што кога си повреден, загрозен и сам, тогаш си немокен. Тоа е ставот на професорката Најчевска, која инаку остро се спротивстава на воведувањето на државен испит во високото образование. А со веќе редовни колумни во неделникот Фокус повторно се огласи Самуел Малчевски, кој е поранешен председател на Сојузот на студенти на
УКИМ на Универзитетот Кирил и Методи, а оно што е познато во јавноста е дека кога Малчевски беше претседател на Сојузот на студенти, тој остро ги бранеше владините политики тогаш. Но во последно време Малчевски со колумни, со ставови, а особено во неделникот Фокус ја критикува владата и тоа често и остро. Еден од неговите најпознати ставови е оној кога излезе и кажа дека тој бил на листот на донации на ВМРО ДПМН за изборите, но тој тврди дека никогаш не дал пари. Сега Малчевски пишува за реформите во високото образование. Неговиот наслов е јасен: Реформаторско цунами, колапс на образовниот систем. Еве го Малчевски. Значи се работи за една поширока анализа на случувањата во образовниот систем. Не би можеле да извадиме делови од неа, бидејќи е таргетирано на одредени состојби, па затоа ние, еве, ќе прочитаме дел од крајната поента. На крајот од ова мое писание не ми преостанува ништо друго, туку да се запрашам. Дали на држава е потребно било какво планирање и проектирање? Очигледно не. Барем додека вака успешно некој ја реформира и ете придонесува за подобрување на квалитетот, за развој на образованието, според потребите на пазарот на трудот, и сето тоа добро го подкрепува со ефтини по содржина, но финансиски скапо платени реклами, анализи од некакви инстант институти, соопштенија од разноразни невладени коалиции и центри, подкрепени со повремени и привремени површни настапи на експерти, аналитичари и квази интелектуалци, нешта видени во поблиското и подалечното минато, но не со ваков интензитет. Тоа го пишува Самуел Малчевски. Реформаторско цунами. А продолжуваме со колумна на Дамјан Манчевски, потпредседател на СДСМ, со една прилично интригантна колумна. Значи, не знаеме дали ова е дел од така наречената бомба на Зоран Заев, но тука се зборува за настани кои се поврзани со масакрот кај Смилковското езеро. Иако тоа не е напишано така, значи јасно е на што аудира Дамјан Манчевски, а неговата колумна е насловена вака, вели Милковско езеро. Значи се работи во Милковско езеро во држава Камедонија. Главен град на Камедонија е Копје. Во Камедонија апсолутистички владее премиерот. Во Копје на 12 април 2012 на Великден се случи трагичен настан. Покрај Милковското езеро, на периферија на Копје, 4 млади момчиња и еден возрастен човек брутално беа убиени. Мислам дека е сосема јасно, иако се сменети одредени букви. И сега Манчевски пишува дека истиот ден кај премиерот на таа земја, во неговата канцеларија, бил известен човек на разговор и дека тој разговор подоцна тој го пренел во јавност. Откако го затвори телефонот, ги поврза работите. Тој никогаш не бил ниту на интервју, ниту на тестирање во општината. Свати дека интервјуто со премиерот всушност било за работа во општината. Срекно чувство за добиена работа му отстапи место на гнев. Гнев дека премиерот ден по Милковското езеро во својата канцеларија всушност си црткал нови споменици. Не издржа. Приказната им ја раскажа на своите пријатели и реши барем да сподели дел од товарот што го чувствуваше. Но Петар не знаеше дека еден од неговите пријатели е дел од една патриотска група. Тоа никој од друштвото не го знаеше, така групата разбра за настанот. Групата се повеќе и повеќе растеше заедно со гневот на граѓаните на Камедонија. Тоа го пишува Дамјан Манчевски. Значи, интригантна колумна, интригантен настан и ќе оставиме времето да покаже дали
тука има нешто. Дали ќе се потврди нешто тие пишувања, а продолжуваме со Мирка Велиновска, која сега пишува исто така директно за бомбата на Заев и вели Санта Клаус на лошата Македонија ќе дари мега бомба. Велиновска во свој стил вели дека се што се случува е конспирација против владата на ВМРО ДПМН, против премиерот Груевски, дека големите сили сакаат да ја разделат Македонија, дека се работи за борба меѓу големите сили каде Македонија е колатерална штета. Тоа се дел од незините тези, а еве дел и од колумната. Отстранувањето на Никола Груевски, кому на вообичаен начин не може да му го срушат авторитетот, интегритетот и угледот кај македонците, сам по себе тој не би бил важен ако не е фактот дека 9 години врзува добар дел од популацијата, односно го контролира теренот. Биткава е за контрола на теренот, односно способност да мобилизира маса. Власта паѓа кога губи терен и способност да мобилизира народ. Цел. Првата е смена на власта што не сака да го заврши проектот демонтажа на Република Македонија и бришење од регистарот на живи народи на македонците. Ова ќе значи формално затворање на Берлинскиот конгрес и Букурештанскиот мировен договор и потврдување на Версајските одлуки. Промотори на оваа цел се Вашингтон и Брисел, вија Берлин и Париз. Джекпотот оди кај Грција. Тоа е колумната на Велиновска. Санта Клаус на Македонија, на лошата Македонија ќе дари мега бомба. И пред крајот уште неколку колумни. Бранко Ѓорѓевски од Дневник пишува за посетата на руски свештеник од висок ранг кој побарал да се ослободи владиката Вранишковски. Но Ѓорѓевски вели без автокефалност папката на Иларион Афеев е празна, значи вели дека во целата таа игра, во сите тие преговори треба да биде автокефалноста на МПЦ да има голема улога и таа треба да биде побарана и добиена. Тоа чувство на дилема постои и сега откако македонските владици завчера побараа милост за затворениот Јован Вранишковски во име на повисоки цели и што очигледно ќе биде прифатено од државните власти. А одговорот на ова може да биде само еден. Ослободување на рашенетиот владика кој е осуден за финансиски малверзации може да се прифати само ако води кон вистински повисока цел, а тоа е МПЦ Охридска архиепископија, еден ден да стане црква чија автокефалност е признаена од страна на сите православни цркви. Тоа е колумната на Ѓорѓевски. И пред крајот уште две кратки колумни и еден Facebook статус. Значи, еве, имаме Нела Ташковска, која е колумнист на порталот Курир. Вели инвестиции странско, а сепак наше. Таа ја фали владата за незината работа во собирањето на странски инвестиции. И вели, на отворена владина седница имавме можност да слушнеме и за други странски инвеститори кои ја разгледуваат Македонија како потенцијална таргет дестинација за бизнис. Во целата приказна недостига едно нешто вистинско и искрено признание за добро сработените проекти. Потонати во длабок скептицизам за се околу нас со дефокусирано внимание од одредени опозицијски реторики, успеавме да заборавиме дека успехот и економскиот развој се издигнуваат бавно, но остануваат долготрајно, а за нив некој неуборно работи. Тоа го пишува Ташковска, инвестиции, странско, а сепак наше. И ќе завршиме со Facebook статус на Маријана Миловановиќ, која е колумнист во некои медиуми и која пишува за незина случка на Facebook, вели: на официјалната страна на Никола Груевски имаше објавено вест за нова инвестиција каде ќе се вработат 1000 млади лица. Мојот коментар беше: среќа што младиве си одат од државата затоа зашто ќе немаше место за толку многу нови инвеститори. Бидејќи имаме многу правници и економисти, сега преквалификација и право на современа експлоатација во Дрексел Мајер. Коментарот го избришаа по неколку часа. ПС, инаку во Македонија има демократија, да, и имате право на сопствено мислење, и да, имате право да го кажете тоа и јавно.
Значи со Facebook статусот на Маријана Миловановиќ ја завршуваме оваа трета порта. Почитувани гледачи, емисијата гледајте ја во среда во 19 часот и 15 минути. Ние во следниот период ќе работиме за вас, ќе гледаме што се случува, повторно се ќе ви презентираме на едно место. До тогаш не заборавајте дека трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. Имајте ја оваа мисла на ум за време на празниците и се разбира, следете ја програмата на 24 вести.